Денеска сум во посета на гарнизонот во Тетово, во контекст на ангажманот на армијата во услови на прогласена воредна состојба. Од тука понатаму ќе отидам во општинскиот кризен штаб да се информирам за активностите кои ги преземаат на општинско ниво. Главната работа за која дискутиравме со представниците на армијата денеска е како да направиме уште подобра синхронизација во услови на воредна состојба меѓу локалната самоуправа и припадниците на армијата кои знаете дека се вклучени во неколку посебни задачи од кога беше прогласена воредната состојба и пред тоа во услови на прогласена кризна состојба за двете општини Дебар и Центар Жупа. Таму полека се деескалира состојбата, на подобро оди работата и припадниците на армијата кои беа ангажирани во обезбедување на влезно-излезните правци во Центар Жупа и во Дебар ќе бидат пополека повлечени и ќе бидат пренасочени на други локации каде што има потреба од нив. Армиските единици не само тука, него било каде во државата, каде што има потреба, ќе бидат ангажирани и се ангажирани на неколку задачи. Тие, значи, освен контролата таму каде што има потреба на влезно-излезните точки од општините, односно градовите и населени места, учествуваат во поддршка на припадниците на Министерството за внатрешни работи, во дистрибуцијата на храна и лекови до загрозените категории на население и се разбира со своите специјални единици учествуваат и во дезинфекција на јавни објекти или на јавни површини, на патишта и слично, бидејќи за тоа постојат ресурси во армијата кои во оваа ситуација им се дадени на располагање и на општинските власти. Можам да најавам дека 2 дена од денес, значи во четврток, доаѓа полека, рокот истекува за прогласената воредна состојба од 30 дена. Во четврток, во 12 часот, ќе свикам Совет за безбедност, на кој ќе ги преоцениме сите мерки и активности кои се досега преземени од надлежните институции. И се разбира, ќе чекам барање формално од владата, дали има потреба, со оглед на податоците кои тие ги имаат, да се прогласи нова воредна состојба за наредните 30 дена. Според она што го знам до сега, тоа и јавноста го знае, тие информации се споделени со сите вас, нема никаква тајна и не треба да има во однос на оваа пандемија. Мислам дека се шансите известни или големи да се прогласат нови 30 дена воредна состојба, бидејќи и обкружувањето околу нас, ова е пандемија, не е само кај нас проблем, меѓутоа и внатрешните состојби кои не ескалираат, меѓутоа не се значително редуцирани се уште, побаруваат ваков тип на ангажман од сите надлежни институции и ваков тип на состојба. Знаете дека за прв пат ја прогласивме во 30 години независна држава, меѓутоа за прв пат и во светот се случуваат некои работи поврзани со пандемијата на вирусот, COVID, така што ако денес ги имам тие информации што се од надлежните институции, ако денес ме прашувате за одлука, таа ќе биде во насока да се прогласат нови 30 денови. Па јас денеска можам да ќе ги добијам тие информации бидејќи доцна во ноќта се завршува сите активности на МВР во тој дел. Меѓутоа, без да добијам комплетна информација, не можам да дам своја квалификација. Очекувам таа работа, значи квалификацијата на настанот и дали евентуално ќе има мерки према некои лица да ја дадат надлежните органи, тоа е пред се Министерството за внатрешни работи. Ова сакам да појаснам, бидејќи имаше контроверзни коментари за ангажманот на армијата вчера во Прилеп од некои луѓе, од некои структури. Првата квалификација која даде градоначалникот, мислам дека треба да ни биде главна во тој дел, бидејќи тој е сепак надлежен за таа општина, кој вели дека од кога се вклучи и армијата, освен другите институции, дека состојбата значително се подобри пред тие објекти, банки, маркети, други јавни институции. Меѓутоа сакам да појаснам дека армијата и според оние наредби и одлуки кои јас ги имам подпишано и според нашите закони и според нашиот устав, армијата не може никаде, па ниту во Прилеп, да работи самостојно, туку само во поддршка на МВР. Така беше и вчера во Прилеп, меѓутоа имаше некои непознаници и почнува да луѓето да коментираат дека армијата излезе на улиците и така заведе ред. Армијата не е надлежна ни по устав ни по закон да се грижи за јавниот ред и мир. За тоа се надлежни припадниците на МВР, армијата ќе им помага
ќе биде во поддршка на припадниците на МВР, не може самостојно да заведува јавен ред и мир, че тоа ниту во Прилеп го правеше, ниту ќе го прави било каде. Таков тип на ангажман, ако побара кризниот штаб од општината Тетово, ќе го добие и од овдешните единици, од војниците кои се тука распоредени, меѓутоа само во таква функција. Да нема никаква забуна. Значи, армијата не е на улиците да самостојно заведува ред или не знам политички час, бидејќи тоа не е дадено во надлежност според воорена состојба, туку само прво надлежни припадниците на МВР. Да нема забуни, имаше и такви коментари дека армијата излегува надвор од својата уставна и законска улога. Ја не го видов тоа така во Прилеп, затоа што армиските единици тамо, војниците не беа сами, туку во поддршка на колегите од МВР. Океј? Благодарам.